se ti predavam tebe, tatko moj, se moje, tvoje. Ti me sozdade od prazemna i duh životen, duh vo mene, po obrazu tvoj me sozdade. Živa duša nalik na tebe, se ti predavam tebe, Isuse, se ti predavam tebe, Gospode, se ti predavam tebe, tatko moj, se moje, tvoje. Ljubov ta tvoja me obleva, tvoja ta raka me pozema, vo srce to moje prebivaj, Isuse, Gospode. Ja si pripadam tebe, Isuse, ja si pripadam tebe, Gospode, ja si pripadam tebe, tatko moj, se moje, tvoje. Ja sum dobri od pastir, ki ljuvam ovci te, nijedna da ne bide izgubena. Mir od svoj vigo davam, no nekako sve tot, da ne se plaši srce to vaše. Vistina vi velam da se ljubite, kako što i jas ve vozljubiv. Mravka došla u kamerata. Ljubov ta je sila Isusova i vistina vi velam ne sopira. Dojdi i ostani vo mene, Isuse Hriste, Spasitele. Mir vam, Tatko moj, zborova i deneska niz mene, neka Tvojite živi slova ги допраците оние кои имаат потреба од Твојата љубов, кои ќе ги отворат срцата и душите, да им ги отвориш очите и ушите и со срцето да разберат, да се покајат, да го изберат Твојот Син Исус Христос, кој е портата на спасението, кој е име дадено над секое име, за да се вратиме во Божјото царство на небесата. Христијанството е принцип на пребивање во Бог, на пребивање во љубовта, на претопување во љубовта, на изгорување со внатрешниот оган на Духот кој во нас пребива, ако останеме во словата на Исус Христос, во словата на нашиот Татко кој е љубов, кој е долго трпелив, многу милостив и долго трпеливо и милозливо не чека да се покаеме, да се вратиме во Божјото царство на небесата. Јуда, Евангелието не е тоа Јуда Искариотски, туку апостол Јуда, брат на Јаков, како што се вели овде. Иако тоа треба се размислува за браќа и сестри, кои се мојата мајка, кои се моите браќа, кога вели Исус. Кога доаѓаат мајка мој браќата, тој вели оној кој ја извршува, исполнува волјата на мојот Отец. Тој ми е брат. Затоа што тогаш вие заедно пребивате во Божјото царство на небесата, каде сите сте браќа и сестри, и земните врски, родители, деца, сопруги, сопрузи,
брачни заедници, роднинство, се претопуваат во една голема заедница на пребивање во Божјата љубов. Јуда, слуга на Исус Христос. Јуда, слуга на Исус Христос. Значи служење, министер, служење. А брат на Јаков. До повиканите, возлюбени во Бог. Значи систем на возлюбување во Бог. Бог толку го возлюби светот и го дава својот единороден син. Тој ви го дава синот за да се вратите како образец, како патека, како показател, да се вратите во Божјото царство на небесата. Затоа е даден Исус. Значи Исус вели прави и ти така. Оди и не греши повеќе. Значи, како што постапувал Исус, треба да постапувате и вие, и тогаш полека мојот Бог кој е оган кој изгорува, ќе ги изгори сите оние отпадни материи, состави што се во вашето тело, во вашата душа, и духот кој е самиот живот што е вдахнат од Бог во вас, ќе се разгори, ќе се распланти, вие ќе пребивате, ќе горите во љубовта. Ќе изгорувате во љубовта, односно ќе бидете пламен на љубовта, ќе ги горите сите други, ќе ги осветлувате, ќе бидете светлината на светот. Возлюбени во Бог Отецот и зачувани, пазете, во Исус Христос. Значи, возлюбени од Бог и сте зачувани во Исус Христос. Ако сакате да бидете зачувани, треба да сте во Исус Христос. Што значи да сте во Исус Христос? Тоа значи да му го предадете својот живот во собственост на Исус Христос, секако вие и ништо и немате. Правот се враќа во земја, а духот се враќа кај Господ Отецот кој што го дал. Значи прав, телото ваше е прав, земна. Земјата е долина на сенка смртна, земјата е место каде што е фрлен сатаната и каде што се материализирани, каде што се отпаднатите ангели. Ќе видиме понатаму. Возлюбени, милост, мир и љубов да ви се множат. Милоста негова е вечна. И вие треба да имате милост на едно место. Исус вели, милост сакам. Милост сакам, а не жртви. На друго место, мирот свој ви го давам, нема мир на грешниците. Мир во светот нема. И третото е љубов. Милост, мир и љубов. Бог е љубов. Кој пребива во Бога, пребива во љубовта. Љубовта покрива многу гревови. Ако љубов немам, ништо не сум. Пазете. Ако љубов немаш, ништо не си. Значи милост, мир и љубов да ви се множат. Тоа е пребивање во Исус, тоа е Исусов слуга. Слуга на Исус Христос. Возлюбени, значи Јуда, послание на апостол Јуда, не Искариотски што го предаде Исус, уште еден Јуда. Возлюбени, грижејки се постојано. На едно место вели, сите грижи предајте му ги на Исус Христос. Грижејки се постојано, но добриот пастир се грижи за овците. Да ви пишувам за нашето општо спасение. Сметав дека е неопходно да ви напишам пишување не на камени плочи, туку во вашите срца. Кога овие слова значи семето на словото кое е посејано во вашето срце почне да изникнува, да дава плодови на љубовта, вие полека почнувате да пребивате во Исус. Сметав дека е неопходно да ви напишам и да ве замолам. Апостолот ги замолува. Пазете, слободна волја. Го создаде Господ Бог човекот и му даде слободна волја. Ви имате слободна волја и целата приказна, некои ќе речат зошто има зло, па затоа што ви имате слободна волја. Што Бог ви вели не оди таму, еве сабајле утринава, одам по Габи, се ќе кажем како функционира тоа. Внатре ми вели во дух дека нема Габи, да не одам, немам потреба да одам, полн ми е фриждерот, немам место веќе. Но сепак ме поттикнуваат човечки поттици. Некој ме поттикнува, близок, овој, набери. Одам сабајлето и нема ништо, се молам во шумата. Сваќам дека нема и ми вели врати се дома. Сепак се молам, ама дај ми. Падете, молете се, барајте и ќе најдете. Кој молете се, ми дава 3 габи. 2 лисичарки Кантарелиус цибариус
едната лактариус делициозус млечка. Тројца се кои сведочат на небото, Отецот, Словото и Светиот Дух. Словото е Исус. Тројца се кои сведочат на земјата, Духот, водата и крвта. Сепак ми дава, не ме остава, но тоа е човечка одлука. Значи, што подразбира Божја волја и човечка волја. Вие имате човечка волја и сите проблеми што настануваат овде во вашиот живот се одлука на човечка волја. Значи, вие треба да му се препуштите на Исус. Теоретски можете, но практично не е едноставно. Некогаш треба да се откажете од себе си и да живее Исус во вас, како што вели апостолот Павле, да ви напишам и да ве замолам. Значи, ви дава слободна волја. Мојата слободна волја беше да одам во шумата. И набрав 3 габи, не ме остави. Но ми рече да не одам, немам потреба од габи, полн ми е фриждерот, немам место. Кој ќе го отвориш хладилникот и спаѓаат габи, паѓаат на земјата. Да ви напишам и да ве замолам да се борите за вистинската вера, која им е дадена на светиите еднаш за секогаш. Исусовите свети видеа многу чуда, на крајот поверуваа кога го видеа воскреснатиот Исус. Петар, неверниот Тома, бркна во дупките на телото. Видете, видоа, блажени се оние што не виделе, а поверувале. Да поверуваш, што значи? Да оставиш се земно, да се надеваш на Исус, по сите постапки дела, да постапуваш како Тој. За вистинската вера. Која е вистинската вера? Дека Бог, Отецот ни дарува живот вечен. Повторно ни дарува. По благослов сме спасени, нели? И тој живот е во Неговиот Син. И ние треба постојано да го имаме Исус пред очите, да го гледаме Исус, не други. Нема потреба од други. Сето тоа е друга некоја пониска форма. Пониска форма, има луѓе и племиња неслушнале за Исус, имаат пониска форма, содржина на духовност, веруваат во нешто. Ним законот им е напишан во срцето. Значи да се борите за вистинската вера. Кој верува во мене и да умре, ќе живее. Да веруваш во Исус, што подразбира? Тоа е добро прашање. Што подразбира? Да веруваш во Исус. Да веруваш во Исус е да живееш како Исус, да љубиш како Исус, да мислиш како Исус, да постапуваш како Исус, да се претопиш во Исус, никого да не осудиш како Исус, како Исус, како Исус, зашто се повлекоа некои луѓе, се вовлекоа, пазете, зборува за црквите, Јуда, 1 глава, чија осуда е одамна определена. Каде се вовлекоа? Па во заедниците, во црквите. Се вовлекоа некои луѓе чија осуда е одамна определена, безбожници. Безбожници во црквите, внимавајте, што ја превртуваат благодатта Божја во нечистотија. Што ја превртуваат благодатта Божја во нечистотија. И се одрекуваат од единиот Господар. Господар. Значи, припадност на Исус. Припадност му предаваш, се ти предавам тебе, имам една песна што дојде ја пееме, се ти предавам тебе, Исусе, се ти предавам тебе, Господе, се ти предавам тебе, татко мој, се мое е твое, единиот Господар, значи му предаваш се нему, сет мое е твое. И кога твојот имот, твоето тело, твојата душа служат на Исус, ти ќе имаш во изобилие и сигурен си на тесниот пат што води кон животот, постапуваш како Исус, действуваш како Исус, ти си негов представник на земјата, луѓето ќе забележат промена, ќе забележат мир, милост и љубов намножени во тебе, како што вели на почетокот апостол Јуда. И Господ наш Исус Христос. Значи се вовлекува безбожници што ја превртуваат благодатта Божја. Па видете, нељубов, два духа има, духот на антихристот е нељубов, сета нељубов, себељубие, и духот на љубовта, духот на Исус да ги љубиш сите, да победуваш во љубовта. Сакам да ви напомнам, иако ова веќе го знаете,
дека Господ, откако го избави народот од египетската земја, тие мармореа ги погуби, потоа оние што не веруваа. Мармореа евреите, зошто не избави, сакаме назад, што не ни треба мана, не икеме ова, сакаме она. Тоа што го зборувате, тоа ви го давам. Тоа е принципот. Тоа што го зборувате, тоа и ви го давам. Че имаме луѓе кои веруваат и ки изговорат нешто, тоа се случува. Имахме случај свештеник од големата црква проколнал ден, го проколнал. Изрекол зборове, поверувал и човекот има стравови и не може да излезе од тоа. Имаме студент, актер, изговара одредена реплика, го губи гласот. Ете, по извесен период тоа што го зборувате ќе се материализира. Тоа е принципот на дека поверува и затоа зборува, дека Божиото Слово се учи со слушање. Кога го слушате, вие тоа влегува во умот, така и сатаната ви влегува во умот. Два типа на мисли има, значи вие немате мисли. Запомнете го ова, вашите мисли се сатански. Ако не се во според ова. Значи ние сме овде на земјата паднати со сатаната. Единствената причина за која сме овде е да го избереме Исус и да се вратиме повторно во Божиото царство на небесата. Сето друго се приказни расправи, луѓето се расправаат што ќе биде после, дали ќе има во втора смрт, првата смрт, дали ќе има вечен оган, дали ќе ги печат, дали ќе ги горат. Тоа се човечки фантазии, бабски приказни. Мојот Бог е оган што изгорува. Изгорувањето е кога си ти во нељубов, ти си сега веќе во зандани, ти сега веќе изгоруваш, ти сега сеќаваш дека нешто ти недостасува. Завршил, например, факултет, уметник, игра нешто, пак му недостасува. На крајот ќе заврши пензионер, уште не знае што му недостасува. Единствено нешто што вам ви недостасува, милоста, мирот и љубовта, тие се множат само во Исус Христос, во светот нема. Набрзо ќе се разочарате, луѓето се себични, себељубиви, сатанска природа. Тој сака се да ви земе, да ви открадне, да ве отфрли. Дека, откако го избави народот од египетската земја, ги погуби потоа оние што не веруваа. Марчеја неиќа, ќе ви го дадам тоа што го зборувате, им рече Господ. Тоа што го зборувате, ќе ви го даде. Значи, внимавајте што зборувате. Ангелите пак, еве ги еден од оние 4 стиха, кои зборуваат за падот. Исаија 14:5-21, 2 Петрово 2:4, Јуда 1:6, Откровение 12:7-9. На тоа е за некоја друга снимка и проповед како ќе ме води духот. Ангелите пак што не се покоруваа на своето начелство. Ангелите му служеле на Отецот на небесата во Божиото царство, во царството на љубовта. Не му се покоруваа на своето начелство и го напуштија живеалиштето. Ангелите го напуштија живеалиштето. Сатаната е фрлен на земјата со своите ангели кои стануваат демони. Ги стави, значи ангелите што напуштија живеалиштето, паднати се на земјата, ги стави во вечни окови. Значи оков, кафезот на моето тело, кафез, ние сме окови. Душата наша е безтелесна. Ние сме сега заробени во тело, во гревовно тело, тело кое од земја. Земјата е долина на сенка смртна, има темнина. И Духот Божи лебдеше над водата и рече Бог, нека биде светлина. И ги стави во вечни окови, во мрак. Овде на земја да сте во вечни окови, во мрак. За суд на големиот ден. Суд на големиот ден. Кој е тој ден? Доаѓате во можност како човек да го изберете Исус свесно, собствена волја и да се вратите во Бог. А в големиот ден е кога ќе застанете, ќе се представите пред Исус, второто негово пришествие, и кога ќе ги оддели овците од козите. Козите се оние што се непослушни, одат каде што сакаат, а овците го познаваат гласот на својот овчар, на Исус, и одат каде што одеше Исус, постапуваат како Исус, љубат како Исус, мислат како Исус, простуваат како Исус, ја претрпуваат штетата како Исус и велат прости им татко, не знаат што прават и велат, не како што сакам јас, не како што сакаш ти.
Не како што сакам јас, туку како што сакаш ти, татко мој. Тоа се однесува на секој од нас. Препуштање на својата волја во рамките на Божјата волја е да го љубиме својот ближен како себе си, како што Содом и Гомор и околните градови што блудствуваа. Денеска ние знаеме како се формира трет пол, LGBT, а по ист начин како и тие одеа по друго тело. Во Содома и Гомора водеа љубов деца, жени, мажи и сака да ги силуваат ангелите. Праведниот Лот, ангелите го изведоа Лот, а Лот им рече: земете ги моите жена, моите семејство, оставете ги моите гости. Тој не знаеше дека се ангели. Некој не знаејќи примија за гостопримство и ангели, така треба да внимавате кога примате гости, кога доаѓа некој ви бара нешто, можеби некој ангел. Доаѓа да го види што има во вашето срце и да ви покаже колку сте вие сатанска природа, спротивставени сатанас на Бог. Значи нељубов. Љубов, Бог е љубов, и нељубов. Сето друго што е нељубов не е од Бог, а тоа е сатанско. Значи, одеа по друго тело, Содома и Гомора. Значи, како што има тело Христово, има и тело сатанско. Сите што не се во Исус се тело сатанско. Бидејќи нивното тело, значи телото, правот се враќа во земјата. Долина на сенка смртна, духот се враќа кај Бога кој што го дал. Кај Бога кој што го дал. Значи, тие одеа по друго тело станаа пример со тоа што беа накажани со вечен оган, сликовито изгореа. Значи, ние сите ќе поминеме низ оган, и ако не оној кому делата му се добри ќе останат, а ако не се, тој ќе помине низ оган, самиот ќе биде оштетен за духот негов. Да чека суд. Дали е зрел да се врати во Божјото царство на небесот или уште треба да се прочистува низ оган, низ вода и низ други состојби, зашто Бог знае, јас не знам, Исус знае. Истото ќе се случи и со оние кои го осквернуваат телото на црквата и вашето тело. Ја презираат власта на Исус и хулат на славата Исус. Сами себе се слават, сам себе се фали. Тие не ја бараа Божјата слава. Тие бараа својата слава, која бара славата на оној што ме пратил. Зборување за Бог, служење за Бог е едно. Ти нема да крадеш, нема да лажеш, нема да го водиш народот, да му поменуваш името, да го соблазнуваш. Тешко на оној преку кого доаѓаат соблазните. Политичарите не се плашат од Бог, но после ќе видите што се случува со нивните деца и поколенија. Ќе видите некои поколенија умираат машите, на други жените, на трети остануваат сами, четврти едно друго. Сето тоа се проклество кои ги носите и треба да се отплатат, зашто старозаветниот закон живење без Исус е око за око, зап за зап. А Архангел Михаел, кога се препираше со ѓаволот за Мојсеевото тело да го вознесе или не на небесата, не се осмели да изрече хулна пресуда, туку рече: Господ да те спречи, Господ да те укори, Господ да ти суди, Господ да ти го дотера умот. Господ, не судете пред време никому, зашто јас ке дојдам и ке судам не како што е налице, туку што е во срцето, вие не знаете, по нешто знаеме и по нешто пророкуваме. Значи, Архангел Михаел се расправа со сатаната за телото на Мојсеј и не му вика марш надвор, не го одврзува, не го тепа, туку му вели: Господ да те спречи, Господ да те укори, Господ да ти го отвори срцето. Така постапува Христов слуга Архангел Михаел, ангелот кој ги води војските и кој го победил сатаната и го фрлил на земјата. Пазете. Господ да те укори. Ништо повеќе. Тешко ним, а овие хулат на она што не го знаат. Значи, Христов слуга хули, не може да похули на сатаната, а овие хулат на се што не знаат, осудуваат, хулат. А во она што го знаат по природа, она што го знаат по тело, телесно, како неразумни животни, во тоа се распаѓаат. На едно место во Стариот Завет се вели: од каде знаеш ти, сине човечки, дека твојата душа ќе оди на небесата, а душата на животното во земјата. Значи, ти не си ништо подобар од нив, освен кога ќе му го предадеш својот живот на Исус и ќе почне да умира стариот ти, сатанскиот ти, спротивставениот на Бог,
кога ќе му речеш: татко, погрешив пред тебе и пред небото, прости ми. И тој ќе ти каже: се мое е твое, повели и љуби. Повели и љуби. Кого? Сите тој што те нервира, тој што ти го испратил денес, кога ти си го избркал. И потоа ќе ти рече: бев гладен и не ме напоивте, бев патник, не ме примивте. Не ве познавам. Тешко ним зашто тргнаа покај новиот пат, братоубиство. Се фрлија во заблудите на Валам, по човечки басни, преданија, предскажувања, заради печалба. И загинаа во бунтот Кореев, тоа што се бунтувате. Зарем ќе му каже грнето на грнчарот: зошто си ме создал ваков? Наместо Бог знае, ние не знаеме, ние не гледаме, има духовен свет. Ние сме заробени, ние сме во кафес овде. Во зандани сме до судниот ден, кога ќе ни се суди дали сме научиле да љубиме. Дали во Македонија политичарите научиле да љубат, ве учат на љубов? Дали духовниците ве учат да љубат? Дали покажуваат со пример? Дали застануваат пред народот кога нема љубов да им покаже како се љуби? Дали на вистина го примиле Исус? Дали познавате некој човек што постапува како Исус? По црквите? Кои цркви? Кои цркви? Црквата е на Исус. А тие ја држат татковата жена, татковата црква и мисла дека е нивна. Од една црква избегаа целата стара постава. А тој што ја држи татковата жена им рекол: сите ќе се вратите. Каде ќе се вратат? Во неговата црква. Црквата е на Исус Синко. Црквата е на Исус Синко. Господ да те спречи. И сега, тоа се оние што ги поганат вашите трпези на љубовта. Трпеза на љубовта е кога се соберете, ќе го славите Исус, ќе се љубите еден со друг, ќе сте собрани по Негово име, ќе сте собрани по име на љубовта. Тоа е трпеза на љубовта. И зато луѓето мислат дека лепи вино, дека треба да се јаде. На една средба, излезени од една протестантска црква, се собиравме. Господ даде многу песни, молитви, исцелувања. Тој носи луѓе. Бевме собрани доста луѓе и да име повика, бидејќи бев единствено машко, да направиме Господова вечер. Јас им реков: не правам ништо, тоа е обредно и нема врска. Ние немаме меѓу себе, треба да си простиме едни со други. И не зборува Господ, не е келнер, не зборува за јадење и пиење. И потоа тие се разбегаа, демек не сум бил против Господовата вечер. Пазете што вели овде. Пазете. Тоа се оние што ги поганат вашите трпези на љубовта. Трпеза на љубовта. Собрани во Негово име. Јас имам храна што вие не ја знаете, да ја извршувам волјата на оној што ме прати. Господ не е мени ресторан и келнер, тој не ви зборува за јадење и пиење. Тој ви зборува да јадеш од духовното тело Негово, да пребиваш во љубовта, да ги љубиш сите, да простуваш. Телесните обреди ништо не му значат, дали се обрезувате или не се обрезувате, дали сте вие обрезани во срцето, дали си му го предал животот на Исус Христос, дали ги љубиш сите и не осудуваш, зашто Исус никого не осуди. Жено, каде се оние што те осудија? Никој не те осуди, никој, Господи. Тогаш и јас не те осудувам, оди и не греши повеќе. Каде да оди? По Исус, по Неговиот пат, по Неговите постапки. Затоа е дојден тој да ни покаже, затоа слезе во тело, во Исус пребива нашиот Отец. Он ја пролеа Божијата крв. Писмознанците, фарисеите, садукеите, избраниот народ го убија. Бог го распна. А ги знае писмата, затоа во едно место во Јован се вели: вие ги читате писмата и мислите дека ќе ви дадат живот вечен, а не доаѓате кај мене да ви го дадам тој живот вечен. Да доаѓате кај него значи да љубите. Да љубите. Да му го предадете својот живот на Исус. Тие се оние што ги поганат вашите трпези на љубовта. Не зборува за храна, јадејќи со вас без страв и напасувајќи се. Ние кога пееме и се молиме, ние тогаш духовно јадеме. Тие се безводни облаци што ветровите ги пренесуваат. Есенски неродни дрвја, два пати исушени и искорнати, па два пати зашто еднашка беа искорнати од
Кога сатаната падна на земјата вториот пат од Едемската градина, бидејќи Адам јадеше од дрвото на познанието на доброто и на злото, и вие се уште јадат од дрвото на познанието на доброто и злото, знаат што е добро и зло, наместо да побараат помош од Бог. И Бог му рече на Адам: сега ти стана како еден од нас, ти знаеш што е добро и зло, повели и љуби. И не успее да љуби. Првото што се направи, Каин го уби Авела. Ете го дрвото на познанието на доброто и зло. И денеска во Македонија се убива Каин и Авел. Шиптари, арнаути, кои ни го променуваат името, затоа ги именувам. Албанци, болгарци, грци, НАТО, европејци, срби, изгубени луѓе, роми, турци, а немаат љубов. Ќе ја продадат татковината за 30 евреници, како што Јуда го предаде Исуса. 2 пати исушени и скорнати, свирепи морски бранови, што како пена ги испуштаат своите срамни дела. Звезди лажни. Звезда од звезда се разликува, пазете, но има звезди лажни за кои се чува мракот на темнината за секогаш. Звезди лажни делопоклонство кон одредени луѓе, личности кои направиле нешто кои ви се чинат дека се добри, почнувате по нив да се движите, да постапувате, да се облекувате како нив. Наместо да постапувате како Исус, вие постапувате по тие звезди лажни. Дали се политичари, пејачи, актери, глумци, начмичи, лижидуши, сатанска збирштина и еврејска синагога не менува ништо. Звезди лажни. Звездата Деница падна тука, како паднати Деница од звезда, Исаија 14 глава. Сатаната паднат лажна звезда. За ним се чува мракот на темнината за секогаш. За секогаш е одреден термин. За секогаш. Додека милоста негова е вечна, љубовта никогаш не престанува. Бог е многу милостив и нема да дозволи ни една овца да биде загубена. Па треба да го размислите што значи тоа за секогаш. А за овие пророкуваше и Енох, вознесен во Бог, седмиот од Адам, зборувајќи да доаѓа Господ со илјадници негови ангели, за да изврши суд над сите и да ги разобличи сите безбожници. За сите нивни нечисти дела што ги беа направиле со своето беззаконие и за сите лоши зборови, за секој лош збор ќе одговарате, за секое дело ќе одговарате и отплатите старозаветно. Ако не сте го прифатили Исус да ви ги отплати гревовите, да живеете како Него. Око за око, зап за зап. Затоа луѓето се болни, гладни, осамени, се мачат, умираат во тешка смрт, се распајаат, телесно и душевно. Те сакам, Господе Исусе Христе. Тоа е материализација на нивната нељубов, на степенот на нивната нељубов, на непочитување на законот, на Каин, авелискиот закон на убиство едни со други. Оној што не го љуби братот свој, не заборавајте 1 Јованово, е човекоубиец. Оној што не го љуби братот свој. За сите лоши зборови што ги изрекле за него, безбожните грешници, безбожни грешници, тие се незадоволни викачи кои живеат според своите желби. Колку луѓе завршат факултет, студенти, кукаат, викаат. Среќен си, млад си, имаш работа, сакаат уште повеќе. Има луѓе болни, немаат некој дел од телото. А устата нивна произнесува горди зборови, не научиле ништо. И да ги имам сите знаења за сите работи, факултети, докторски дисертации, јас сум доктор на науки, но ако љубов немаш, ништо не си. И затоа тие се ништо. И го сеќаваат дека се ништо. И се незадоволни, мисла дека се ништо заради некој друг. И затоа го има оној стих: ќе земе огледало и веднаш заборава како бил. Погледнете се во огледало, вие сте тоа ништо, бидејќи немате љубов. Кога имате љубов, ќе почнете да действувате во љубов и да се менува сето тоа околу вас. И за корист стануваат умилкувачи. Тогаш се запрашува: немојте да барате многу да бидете учители. Ги учат, ништо не е важно ако не научиш што е живота, што е смрт и каде треба да се врви. И се што работиш, работи како за Исус, за Бог. Но вие, возлюбени, спомнете си ги зборовите што ги кажа апостолите за нашиот Господ Исус Христос. Тие ви зборуваат, еден од овие Јуда, дека во последно време ќе се појават подигрувачи,
Гледаме го носат сатаната на биста со роговите во Америка. Може би во НАТО го носат. Кои ќе постапуваат или во Европската Унија, кои ќе постапуваат според своите безбожнички желби. Безбожнички желби, свое волие, значи нека биде волјата твоја, не моја. Тоа е Исусов слуга. Господ те праќа да извршиш нешто, ти му викаш, не можам сега, Господа, извини, немам време, после ќе ти се јавам, чекај сега. Па тоа е око за око, зап за зап. Одбивањето на љубовта и ти кога ќе имаш потреба и тебе ќе ти се одбие. Тоа се луѓе што се одделуваат од единството на верата. Пазете, тие се телесни и нема дух. Се однесува за црковни заедници за луѓе. Кога треба да им предаш на некои телесни, ништо не разбираат. За нив ова е безумство. Тие се телесни и нема дух, се однесува на црквите и на сите луѓе. А вие, возлюбени, изградувајќи се во пресветата ваша вера во Исус, и молејќи се преку Свети Дух, рахмастих им билахам бирарере хамдистаи, те сакам, Господи Исусе Христе, запазете се во љубовта. Запазете се во љубовта. Во Исус. Гледајте во Него, мислете на Него, очекувајќи милост од нашиот Господ Исус Христос за вечен живот. Милост за вечен живот. И така, разликувајќи ги тие околу вас, едни милувајте, други со страв спасувајте. Па знаете, луѓето ќе паднат болни, ќе почнат да викаат по Исус, тогаш е моментот да им се сведочи. Истргнувајќи ги од оган, тие горат внатре, тие горат сега се во оган, горат без љубов, горат. И изобличувајќи ги со страв, и гнасејќи се од облеката испоганета од телото. Телото на човек или телото на црква. А на оној кој може да ве запази да останете безгрешни и без порок и да ве постави пред славата своја во радост. Радувајте се на единиот премудар Бог, нашиот Спасител, преку Исуса Христа, нашиот Господ, слава и величие, сила и власт преку сите векови, сега и во сите векови и времиња. Амин. Велми и упреку, милост, мир и љубов да ви се множат. Но како ќе ви се множат ако не го познавате Исуса? Или ако сте слушнале за Исус и си терате по свое? Или ако не ви интересира убаво ви е во овој свет, по извесен период за кратко време ќе остарете и ќе почнете да овкате, и потоа може би ќе има се уште време да застанете и да кажете: татко мој, погрешив пред тебе и пред небото, прости ми, Исусе, те сакам. И тогаш тој ќе ви каже чашата на благословот, еве ја. Живи реки од твојата утрова, дејствувај во љубовта, повели и љуби. Повели и љуби. Тоа е Исус Христос. Како што мене ме гонеа, така ќе ве гонат и вас. Како што мене не ми верува, така нема да ви веруваат и вас. Мир вам, армакедонци мои, токму тоа е потребно во македонскава земја. Повели и љуби. Но тогаш нема да мразиш, нема да осудуваш, нема да крадеш, нема да го продаваш народот, нема да дозволуваш иноверни религии во наукните часови да звучат на разгласи. Нема да дозволуваш да умираат деца и жени, затоа што не им дозволуваш, нема лекови или болничари. Те сакам, Господи Исусе Христе, Господ, да те спречи да те укори политичару, налбатину, слуга на сатаната. Ти му служиш на друго тело. Исусовото тело е љубов. Господ да те спречи и да те укори. Мир вам, армакедонци мои. Татко мој, те молам да ги исцелиш сите оние кои ги слушаат овие слова и кои ќе кажат сега: прости ми, Исусе. Еве ти го телова и душава, исцели ме од болката, дојди и живеј во моето срце. Мир вам до Божјо царство небесно.
Amin. Se ti predavam tebe, Isuse, se predavam tebe, Gospode, se ti predavam tebe, Tatko moj, se moje e tvoje, ti me sozdade od prazemna i duh životen duh na mene po obrazu tvoj me sozdade živa duša nalik na tebe se ti predam tebe Isuse, se ti predavam tebe, Gospode, se ti predavam tebe, Tatko moj, se moje e tvoje, ljubav ta tvoja me obleva. Tvoja taraka me pozema, vo srce to moje prebivaj, Isuse, Gospode, ja si pripadam tebe, Isuse, ja si pripadam tebe, Gospode, ja si pripadam tebe, Tatko moj, se moj.